на сите и добро дојавте во нов влог. Денеска за мене е понеделник и да ви кажам една тајна. Обожавам понеделници. Не е дека не се радувам на викенди, ама многу повеќе се радувам на понеделник. Во понеделник ти почнува неделата и работи се случуваат од понеделник па надале. Језда не е фер што петок е толку блиско до понеделника, понеделник е толку далеко од петок. Ама Hello people of YouTube, my name is Michael. Hi. This is part 2, that's Michael too. Here we are. It's Monday morning here in Jacksonville, Florida, and I don't know, but it feels weird to be a vlogger. Hello, my name is Borneo. My name is Borneo Hamakishma. Bono TV, hey man, how you doing? I found it. His name is Michael too. I'd like to show you to my friend here. you took my camera again? Say hi to the people from Macedonia. Hi to the people from Macedonia. Thank you. Alright, I'll see you later. Вчера се измерив и малку сум здебелен на вага. Малку сум здебелен. 2 кила. Од сега натаму веќе нема сладолед. Почнав многу сладолед да јадам. Океј. Продолжувам со исто темпо, секој ден со теретана, секој ден со вежбање, само нема сладолед. Се опуштив, си реков, Борнео, ослабе, можеш малку сладолед, ама не. Не може сладолед, веќе толку завршува сладолед. Благо не едам ништо освен тоа. Значи само тоа ми зима. Готово толку. Завршувам. Осигурете ме, ако ме видите со сладолед, пишете во коментар Борнео, остај го сладоледот. Добив во коментари доста мислење дека чадорот станува прилично популарна икона на овој канал. Затоа што повеќе го гледате него ли мене. Морам да го носам, стално врнав дека морам да го носам. Така што ајде да му дадеме име на чадорот. Предложете имиња за чадорот во коментари. Кој ќе биде најкреативен, ќе му го прочитам коментарот и така ќе се вика чадорот од сега натаму. Зашто да нема име? Сакам да ви покажам нешто. Сега сум внатре и сум под клима. Кога ќе излезам, гледате за колку брзо време ќе се замагли станкот. Веќе е замаглен. Толкава влажност во воздухот има. Ги снимам овие влогови секој ден, приметувате дека ги прескокнувам досадните делови, затоа што преска бев на часови, сега директно одам во теретана. Тоа е затоа што сакам само најинтересниот дел од денот да ви го покажам. Така што сега одам во теретана, одам малку да се онака да се и се запознав со еден другар во теретана, Омар се вика, мислам дека е од Мексико или од Шпанија. Time for the gym. Ова не е Омар, ова е Майкл. Hi Майкл. Hey! Come on, man! До кога ќе влечам на пуш? Го нема. Погледате ова. Вака знаеш дека завршуваш добра работа. Нема стоп. Emergency депилатор. Ако случајно сте недепилирани, завршив со тренингот, тоест не завршив во теретана, тренингот не е готов. Кога кажувам тренингот не е готов, тоа значи додека се вратам до апартманите, ќе трчам. Секојаш е најубаво и на крај кардио. Што има во пакетите ќе видите утре. Завршив со тренингот денеска, бев до пошта и ова ми стигна. А што е ова? Ќе откриам во утрешното видео, така да обавезно гледајте го утрешното видео. Одам на бањање.
Многу брзо проаѓаат деновите, нели? Стануваш со Вајле и оп гледаш 9:30 навечер станува. Ова традиција сега ќе ми стане веќе. Q&A. Треба и некој посебно интро да направам за тоа кога ќе дое Q&A, као парла пам пам. Не, тоа не е моето украд. Кратко Q&A. Матфико Gaming and Music. Дали стигнуваш се да завршиш преку денот и колку време спиеш? Стигнувам се да завршам преку денот, едвај. Спиам 8,5 сати секој ден. Значи тоа е единствена работа што не можам, без пиење не можам. George TV, здраво Боно, имам желба да почнам да снимам на YouTube. Имам искуство, знам се што треба, сум снимал пред 1 година и го имам совладано поголемиот дел. Па сега се двумам дали после 2,5 години да купам DSLR, па да почнам да снимам. Што мислиш ти? Значи вака сега. Скапата опрема не го прави видеото, тоа го имам покажано и порано, ќе го кажам и сега. Ама го прави полесно за гледање. Така што ако имаш опција да купиш, купи, те советувам, затоа што апарат е алат кој што ти користи понатаму, алат со кој што можеш да правиш пари. А за тоа дали сакаш да правиш видеа и дали можеш да почнеш, дали ако се осеќаш дека поседуваш нешто кое што сакаш да го споделиш во јавност и едноставно мислиш дека треба твоето мислење да биде чуено, почни. Елена Подолесова. Како правилно да дишеш додека трчаш? Си имам консултирано со доста професионални атлетичари и сите ми имаат кажано дека за трчање најправилно е да вдишуваш и издишуваш во исто време и од нос и од уста. Филип Андоновски, како успееш психички да издржиш таму? Односно, прашањето ми е како издржаш кога знаеш дека не си дома. А имаш и уште едно од Дарко. Зверо, секој чест имам едно прашање, лесно ли се навикнува без фамилија? Една работа ќе кажам, не е лесно, не е тешко, ми фали дома, ама Skype многу ја олеснува работата. Значи, Skype, фала ти Господе за Skype, али се навикнуваш. Се што се сака се може. Со тоа ќе го завршам моето Q&A овдека, али може и да биде интересно, може и да почне за секој влог да не стане монотон, туку секој влог да има различна тема за зборење. И ќе ми биде мило ако ваше мислења цело време оставате во коментари и цело време оставате прашања. Фала многу што гледавте видеово, се надам дека уживавте во него. Ако уживавте, обавезно ставете лайк и ставете subscribe долу, Instagram, Facebook, се има во description. Фала многу што гледавте уште еднаш видеото. Се гледаме утре со нов влог. Чао!